Свечена програма, насмејани лица и многу музика. Ваква беше сликата денеска во основните училиште во општината. Највозбудени беа праводеленците кои за прв пат денеска седнаа во училишните клупи. По тој повод училиштата организираа добре дојде за најмалите ученици, со што им подготвија приредба и ги поздравија. Градоначалникот Радко Димитровски го означи почетокот на новата учебна година во основното училиште Малина Попиванова, со што им посака добре дојде на новозапишаните ученици. Сигурно дека не сме задоволни за тоа што очекуваме да има многу повеќе, ние како родители, како дедовци, како воспитувачи, сакаме да биде што поголема бројката, меѓутоа и со оваа бројка која што е за околу 45 дечиња поголема од минатата година, сме задоволни во споредба со претходните 5, 6, 7, 8 години и во споредба со тенденцијата која што е во другите општини. До сега се запишани вкупно 365 дечиња во прво оделение, што е една од поголемите бројки, како што реков, во последните 7 години. Кога се даваат информации, да се даваат објективни информации, а не да се даваат некои паушални известувања, како што имаше во некои наши медиуми, дека имаме намалување на бројот на дечињата. Димитровски истакна дека се е подготвено за успешен старт на уште една учебна година. Општината е должна да го обезбеди превозот на сите оние кои што се подалеку од 3 километри и ние како општини понатаму ќе продолжиме заедно со раководителите и директорите на основните и на средните училишта да тоа го решаваме. Имаме одредени заостатоци како општина, меѓутоа заеднички реков ние, заедно со владата, со советот на општината ќе настојуваме да го решиме. Тендерот за огремно дрво првиот пропадна бидејќи никој не се јави. Во понатамошни консултации со операторите кои што ги имаме, акционерското друштво Македонски шуми, очекуваме дека тие ќе се пријават и дека ќе имаме вториот пат ќе биде успешен. Во спротивно ќе тражиме поединечно решение за секој од училиштата. Сакам да порачам дека без обзир што и да биде, како и да биде, нашите училници ќе бидат затоплени и учениците ќе ги имаат сите услови кои што им се потребни за нормално одвивање на наставата. Во основното училиште Малина Попиванова годинава се запишани вкупно 77 правачиња, изјави директорот Ивица Цимбалевик. Се изврши свечен прием на правачињата, влегува во образовниот процес, 77 се на број, со тенденција уште најава имаме од странство треба да пристигнат уште 3 дечиња, значи очекуваме 80 дечиња распоредени во 3 паралелки. Тројца наставници, искусни наставници кои ќе реализираат комплетно предвидениот план и програма за работа. Им порачавме на родителите да бидат активни чинители во училиштето, да ни помогнат, односно помагајќи на нас ќе им помогнат и на своите деца. Во основното училиште Раве Кратовче со свечена програма наставниците и директорката Гордана Манева им посакаа добре дојде на вкупно 74 првачиња, од кои еден ученик е во подрачното училиште во село Нивичани. Имаше една свечена програма организирана од нашите ученици и нашите наставници. Оваа година до денес вкупно нашето училиште има запишено 75 првачиња. Јас си посакувам на сите ученици и посебно на првачињата, не само во нашето училиште, на сите во цела наша општина среќен почеток на новата учебна година. И во основното училиште Свети Кирил и Методи беше организиран прием за праводеленците, чија бројка годинава е 104, од кои 14 се запишани во Подлог, а 3 во Бели. Во основното училиште Никола Карев годинава има запишано вкупно 73 праводеленци, а во основното училиште Крста Петков Мистриков во Оризари 34. Во утринските часови прием направивме на учениците од подрачните две училишта. Од 8 саатот во подрачното училиште во Тркање, во 9 часот во подрачното училиште Грдовци, инаку бројката во основното училиште Никола Карев е од околу 50 ученика, значи во 3 паралелки, а во подрачните училишта во Грдовци и Тркање, значи бројката се движи од 10 до 15 во 2 исто така паралелки. Вкупниот број на новозапишани ученици оваа година во основните училишта е 365, што е за 64 ученика поголем во споредба со минатата година.